Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечервак имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Се одржува концерт овде во нашиот македонски културен центар Ньюкастел и тоа во сабота на 1 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Од наша убава Македонија доаѓаат Имат Немат Шаото со Жанко, Сања, Туше и Василија Петрова. Жанко е најдобриот хуморист. Сања Зделар и Василија Петрова, најпопуларните млади во последните години, како и Благоче Стојановски. Туше, сите го знаеме овде и во Македонија, е незаменлив, најдобар. Цената за овој неповторлив концерт е $50 по лице за возрастни. За деца до 12 години влезот е бесплатен, а деца од 12 до 18 години плаќаат половина карта. За карти јавете се кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 68 4649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела 26 октомври. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар овде во Ньюкастел секој вторник од 9:30 до 1 сато после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. А сега да проследиме нешто од вестите од Македонија. Силјановска Давкова вели: потребна поддршка за членство во Европската Унија. Она што Обединетите нации се за светот, Европската Унија е за Европа. Мултилатерен проект со една врвна цел – мир на континентот. Тоа го постигнува преку проширување врз основа на копенхагските критериуми, демократија, владење на правото, човекови права и слободи и пазарна економија, истакна председателката Гордана Силјановска Давкова, обраќајќи се на годишниот самит на Конкордија, што се одржува денеска во Њујорк. Како што јави известувачот на МИА, таа рече дека Европската Унија како регионално европско олицетворение и мултилатерализам има обврска непристрасно и конзистентно да го брани мултилатерализмот. Европската Унија не може да го брани мултилатерализмот во светот ако го изневерува на својот континент. Проширувањето не е техничко прашање, туку тест за тоа дали Европската Унија ќе го одбери патот на конкордија или дискордија, дали ќе биде унија на правила
и стандарди или унија на двојни стандарди и контрадикции, кажа претседателката. Таа истакна дека ако регионот на Западен Балкан сака да биде дел од Европската унија, мора да се поддржува меѓу себе. Ако регионот сака да биде дел од Европската унија, мора да се поддржуваме и да се разбираме еден со друг. Како можеме да очекуваме да бидеме разбрани од Европската унија ако не се разбираме меѓу себе? Треба да се разбираме и поддржуваме, онака како што Шведска, Данска и Норвешка го правеа за балтичките земји. Тие апсолутно ја поддржуваа нивната евроинтеграција и резултатот е очигледен, но за разлика од нив, нашите соседи често користат вето, а за членство е потребен консенсус. И ако една земја не се согласува, не можете да станете членка на Европската унија, рече Силјановска Давкова. Според неја, крајно време е да се направат промени во Европската унија за начинот на одлучување, а тоа, како што посочи неодамна, го кажа и претседателката на Европската конференција Урсула фон дер Лајен. Но, како што подвлече, и за тоа е потребен консензус во Европската унија. Тоа создава проблем. Ние можеме да направиме се што е потребно во економијата, реформите, но сепак нашите преговори зависат од нашите соседи, рече претседателката. Уште еднаш порача дека во нашиот регион треба да се поддржуваме меѓусебно. Сите имаме одговорност во регионот. Мислам дека билатерализацијата е загрозувачи инструмент за евроинтеграцијата. Тоа што и се случува на Македонија во иднина може да и се случи на друга земја кандидат. Проблемот на проширувањето не е само поголема Европската унија, туку има и безбедносен аспект. Во контекст на актуелниот опасен геополитички момент би било добро што побрзо да станеме членка на Европската унија. Сега е момент што треба да се искористи не само од земјите од Западен Балкан, туку и од Европската унија. Сега е последен момент да бидеме разбрани, порача Силјановска Давкова. Според агендата на работната поседа на САД, претседателката денеска треба да има браќање на Светскиот лидерски форум на Универзитетот Колумбија во Њујорк. Ќе присуствува на приемот што го приведува американскиот претседател Доналд Трамп. Да видиме што вели Мицковски. Ќе обезбедуваме филтри за оджаци за домаќинствата кои ќе грејат на дрва со цел да го намалиме загадувањето. Лично работев на ова проблематика и видов дека во голем дел од градовите на тој начин е намалено загадувањето, изјави Мицковски. Владата размислува за нов сет на мерки за намалување на загадувањето пред почетокот на зимската грејна сезона. Премиерот Христијан Мицковски денеска изјави дека на владина седница ќе биде разгледана иницијативата за поставување филтри на оджаците на домаќинствата и државните институции што се грејат на фосилни горива. За еден месец започнува грејната сезона. Денеска на владина седница ќе отворам значајна точка. Гасификацијата ќе трае подолго. Затоа треба да разгледаме можност како што субвенционираме клими и топлотни пумпи да обезбедиме филтри на оджаците за 5 до 10.000 домаќинства. Лично работев на ова проблематика и видов дека во голем дел од градовите на тој начин е намалено загадувањето, изјави Мицковски. Покрај граѓаните мерките ќе ги опфатат и околу 500 државни објекти кои според владата најчесто користат дрва како енергетика. Постои можност и таму да се инсталираат филтри. Очекувам повторно од ноември невладини организации да се активираат и да се борат за почист воздух, иако во изминативе 7 години ги немаше. Ова мерка би била вонредна, но мора да видиме како законски да ја реализираме, бидејќи сме во изборен период, додаде премиерот. Најавените мерки се дел од напорите на владата за подобрување на квалитетот на воздухот, кој традиционално е најзагаден токму во зимските месеци. Секој петти македонец живее во сиромаштија.
Секој петти македонец живее под прагот на сиромаштијата. Најпогодени се децата, речиси секое трето дете е под прагот на сиромаштијата. Државната статистика ги објави податоците за 2023 година. Најризични се семејствата кои имат повеќе деца, но и семејствата со самохрани родители. Речиси половина од семејствата во овие две категории живеат под прагот на сиромаштија. Во споредба со податоците од 2022, кај семејствата се повеќе деца има благо намалување, но состојбата кај самохраните родители е идентична. Иако стапката на вработеност е релативна ниска, сепак 8% од вработените и натаму се сиромашни. Кај пензионерите стапката на сиромаштија е околу 11%. За еден месец да излезе од сиромаштија потребно годишно да заработува над 145.000 денари или над 12.000 денари месечно. Во 2022 година потребни биле 16.000 денари помалку на годишно ниво. За 4-члено семејство пак потребно е родителите да заработуваат над 304.000 денари или над 25.300 денари месечно. Една година претходно потребни биле 32 денари помалку. За експертите, незначителната промена на бројките од година во година се очекувани. За жал и ова година нема ништо спектакуларно во однос на промената на стапката на сиромаштијата. Бележиме минимален пад, кој што не е поголем од 0,5%, што во вкупна бројка речиси неосетно намалување. Навистина не очекував ништо поинаку, бидејќи и во 2023 година, еве во 24-25 ништо не се работи на тоа поле во однос на државна стратегија на намалување на стапката на сиромаштијата. Било каков национален консензус дека сакаме да ја намалиме сиромаштијата. Да се случуваат парцијални промени во политиките, некакви мерки се преземат од време на време, меѓутоа бројките се неблагодарни и ја отсликуваат вистината, вели Билјана Дуковска од македонската платформа против сиромаштијата. А сега, почитувани слушатели, ќе слушнеме една убава најнова песна на Благојче Стојановски Туше, кој доаѓа овде во Њукастел на 1 ноември во нашиот македонски културен центар. Песната носи наслов Горе чашите. Да ја слушнеме. Pesna koja nema kraj, jedna tvoja ubava, vesela makedonska, jedna tvoja ubava, vesela makedonska. Hajde braća svirači, mili moj bitočani, aj zasvirete mi ja, prašaj i sviračite, aj zasvirete mi ja, prašaj i sviračite. Da nazdravime, site zajedno da proslavime. Ej živote, daj ne brzaj se, ima ušte mnogo da se žive. Čaši vino ispivam, doma rano ne odam, brate ne se pribiram. Doma rano ne odam, brate ne se pribiram. I jaz braća sekoj den, mejana sum redoven. Čaši vino ispivam, doma rano ne odam, čaši vino ispivam, doma ne se pribiram.
Да проследиме уште едно соопштение. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку овие танцови. Дојдете секоја среда во 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар на 14 School Street, Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура, воздигнете го богатството и наследството на Македонија и потоа пренесете го на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели, изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси. Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонска заедница и пошироко. Четврто, научите нови ора и начин за како да се приклучите во свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство. Сите возрасти, вклучувајќи ги најмалите деца, млади и возрастни, сите сте добро дојдени. Ве чекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Нјукастел. А за повеќе информација околу ова, обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Нјукастел. А сега ќе слушнеме една најнова, најубава песна од Сашо Башевски. Ова песна е на Фолк Фест Ландово прошлата година, 2024. Песната носи наслов Спомени. Многу убава, да ја слушнеме. Младоста мина, неспокој донесе. Животот овој каде ли отиде? Безгрижно детство, љубовно беќарство. Години зрели, ноќи непреспани. Безгрижно детство, љубовно беќарство. Преспани. Зар да ти кажам готово е се? Зар дојде време за збогување? Зар дојде време да изброиме години долги, радост и горчини? Зар дојде време бесонни ноќи, море од спомени. Љубовта наша, немирни огнови. Ветрови дождој, што ли ве донесе? Љубовта врела, да ја изгаснете. Ветрови дождој, што ли ве донесе? Љубовта врела, да ја изгаснете. Зар да ти кажам готово е се? Зар дојде време за збогување?
Zar dojde vreme da izbrojime godini dugi, radost i gorčini? Zar dojde vreme da izbrojime godini dugi, radost i gorčini? Zar da ti kažem gotovo je sve? Zar dojde vreme za zboguvanje? Zar dojde vreme da izbrojime godini dugi, radost i gorčini? Zar dojde vreme da izbrojime godini dugi, radost i gorčini? Parabéns
среќа ми те донесе, кој те створил како за мене. Кога не можам јас да продолжам, кога не можам да издржам, кога животот ме крши на пола, ти ми даваш сила колема. За тебе, душо, за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо, за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. Ти ме правиш да се радувам, се што било да заборавам, и во темнина да си најдам спас за ваков човек како што сум јас. Кога сум на врв и кога сум на дно, заедно во добро и во зло. За тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо, за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо, за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо, за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила, за тебе, ова моје лудо срце изгоре. Ова моје лудо срце изгоре. Да проследиме нешто и од вестите. Тошковски вели: факт е дека во Македонија имаме хибриден напад во изминатите неколку месеци. Институциите постапуваат. Од повеќе страни на повеќе полина имаме загрозување на одредени витални точки во државата, изјави министерот. Посочувајќи дека МВР постапува и дека во овој момент не може да изнесе повеќе детали во јавноста. Прашан дали има некоја нова трага или осумничени за центрите за моќ, кои според реториката слушаме дека стојат зад пожарите. Тошковски само кратко одговори: да, имаме, без да даде повеќе детали. Хибридни закани е поим што многу често се користи во рамки на научна мисла и во рамки на праксата, особено од страна на безбедносни служби. Факт е дека во Македонија имаме хибриден напад во изминатите неколку месеци од повеќе страни на повеќе полина, имаме загрозување на одредени витални точки во државава. Тоа сите го гледаме, тоа го гледа македонскиот народ, тоа го гледате вие, новинарите, тоа го гледате институциите. Дали постапуваме? Да, постапуваме. Дали можам дополнително да изнесам информации во јавноста во овој момент? Не, изјави Тошковски, одговарајќи на новинарски прашања по 16-та меѓународна научна конференција «Систематска корупција».
најголемата безбедносна закана, безбедносно стратешки пристапи за решавање на сложени предизвици во организација на Факултетот за безбедност во Скопје. Прашан дали е утврдено кои се центрите за моќ кои стојат зад пожарите. Тошковски вели дека повеќе детали во овој момент не може да сподели. А сега нешто интересно. Како месечината и се доближува и се оддалечува од земјата. Научниците го мерат растојанието до месечината со снимање на одразот на Лајса од огледала поставени таму од вселенските сонди. Со мерење на времето потребни светлината да стигне од земјата до месечината и назад. Научниците можат прецизно да го измерат растојанието до нашиот природен сателит и менливоста на тоа растојание. Оддалеченоста на месечината всушност се менува во текот на едномесечното орбитирање околу земјата. Обично таа оддалеченост е 385.000 километри, но орбитата на помало тело не е совршен круг, па варира за околу 20.000 километри. Поради ова променливост, некој појавата на полна месечина изгледа поголема и тоа се нарекува супермесечина. Движењето на земјата и месечината има многу интересни последици, а проучувањето на нивното движење со текот на времето може да им помогне на истражувачите подобро да разберат како секоја од нив се променила во текот на 4,5 милијарди години, откако се создале земјата и месечината. Па, зошто месечината се оддалечува? Се прашува. Се тоа е поради климата и осеката. Приливот и одливот се предизвикани од разликата во гравитацијата преку вселенското тело. Гравитационата сила што ја врши месечината е околу 4% посилна од страната на земјата, што е свртена кон месечината, во споредба со спротивната страна на земјата, бидејќи гравитацијата слабее со растојанието. Ова привилна сила предизвикува океаните да се распраснуваат во накачување и спуштање на водата насочена кон месечината и кон спротивната страна. Тие го прават ова затоа што гравитационата сила што месечината ја влече кон земјата не е само просечната сила и не е иста насекаде, објасни Стивен Де Керби, истражувачки работник по физика и астрономија на Државниот универзитет на Миносата во Америка. Гравитацијата на месечината е најсилна на блиската страна на земјата, привлекувајќи ја водата во испакнатата насочена кон месечината. На другата страна од земјата, пак таа привлекува сила е послаба, пишува Сојнес Алерт. Значи, додека земјата ротира, ова испакнитина се движи и постојано е насочена кон месечината поради незината гравитациона привлеченост. Во Њујорк или Лос Анџелос нивото на водата може да се промени за околу 5 стапки поради тие плимни испакнитни, додаде овој доктор. Ова вселенска појава може меѓу другото предизвикува и забрзување на месечината што доведува до издолжување на незината орбита, а пак тоа оддалечување на двете вселенски поврзани тела го прави денот малку подолг. Нема потреба од загриженост и натаму ќе имаме затемнувања, плима и денови на 24 часа. Уште милиони години. Месечината веројатно се создала пред околу 4,5 милијарди години, кога младата земја била погодена од протопланета со големина на Марс, исфрлајќи голема количина материјал во Вселената. На крајот, тој материјал ја обликувал месечината, која што првично била многу поблиску до земјата. Во тој случај би ја виделе месечината многу поголема на небото, појасни овој научнак. Што се случи во иднина? Што ќе се случи во иднина? Дали месечината на крајот ќе избега на гравитационата привлеченост на земјата, додека се
оддалечува. Може би по десетици милиарди години ротација на земјата на крајот би можела да се забави доволно за месечината да се откачи од тој замислен ланец во Вселената. Значи, наведувајќи дека овие настани се толку далечни во иднината што не треба да се грижите за нив. Нешто и од спортот. Кипар противник на македонската репрезентација во Давис купот. Македонскиот тим беше рангиран во групата на носителите, додека нашиот противник беше рангиран на 13-то носител од исто толку тимови. Ова воедно ќе биде единствениот дуел на европските селекции. Поуспешниот настап ова година и промоцијата на во втората светска група од Давис купот, Македонија денеска го доби првиот ривал во ова надпреварување во 2026 година. Тоа е репрезентацијата на Кипар, која ќе биде домаќин. Термин за одигрување на мечевите е 6 и 7 февруари или 7 и 8 февруари 26 година. Македонскиот тим беше рангиран во групата на неносители, додека нашиот противник беше рангиран како 13-ти носител од исто толку тимови. Ова воедно ќе биде единствениот дуел на европските селекции. Досега нашата репрезентација и Кипар имаат одиграно 3 мечеви и билансот е 2-1 во победи за Кипар. Сите мечеви досега беа одиграни како дел од третата евроафриканска зона. Уште една соопштенијата. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните пакети да ги донесите кај Стивен во сабота на 25 и недела на 26 октомври. Се одржува концерт овде во нашиот македонски културен центар Нјукастел и тоа во сабота на 1 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Од наша убава Македонија доаѓаат немат шаото со Жанко, Сања, Туше и Василија Петрова. Жанко е најдобриот хуморист, Сања зделар и Василија Петрова најпопуларните млади во последните години, како и Благојче Стојановски Туше, сите го знаеме овдека и во Македонија, е незаменлив и најдобар. Цената за овој неповторлив концерт е $50 по лице за возрастни, за деца до 12 години бесплатно, од 12 до 18 години влегуваат за половина карта. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.